Несомнено дека во земјава постојат многу квалитетни музичари кои што постигнуваат меѓународни успеси, но ретко кој од нив може да се пофали со таква разнородност во музичките жанрови и успех во секој од нив. Кога ќе се спомене името на Емин Џијан денес, сите го поврзуваат со Македонската филхармонија, со заедничките проекти, со многу популарни диџеи, со оркестрации, со аранжмани, со филмска музика, со мултимедијални проекти и мислам дека ќе ни требаат многу часови да ги наброиме сите можни настани кои што се врзуваат со вашето име, особено последниве 10 години. Тоа секако е резултат на добро школување, на добро домашно обкружување и така натаму, но тука сме сега да поразговараме како тргна приказната со Емин Џијан, знам дека од многу рана возраст, и продолжи и трае и денес. Здраво, прво да ви се заблагодарам на поканата да бидам дел од оваа прекрасна емисија, да бидам дел од сите оние прекрасни гости што ги имате во изминатиот период. Нам не е чест секак. Да, и она што го кажавте за домашното воспитување, за образованието, за начинот на живот, сето тоа секако допринесува за една личност да се развие или пак да не се развие, или да се развие во позитивен или во негативен контекст и практично да одлучи на кој начин ќе делува или пак нели нормално да не делува со тоа што го има и со тоа што може да допринесе за нашиот свет да стане подобар или пак или полош. Од многу мали нозе почнавте, бевте во допир со музиката, бидејќи вашиот татко е автор на многу познати песни. Вие музициравте со него заедно, сигурно бевте обкружени, да. Натаму околностите беа поинакви, за малку ќе станевте автолимар. Не, автоелектричар. Автоелектричар, да, со црни другари ми кој што ќе требаше да стане автомеханичар. Уствари он стана автомеханичар и е супер. Да, уште од мал практично татко ми купи хармоника, на кратко ќе кажам за моето детство. На 6 години прв контакт со хармоника ми беше мала. Мислам, ја бев многу мала, хармониката преголема за мене, не можев да свирам. Мислам, практично не можев како да влечам. Потоа на 10 години добив синтесајзер прв, малецок, Casio, MT-52. Се уште го чувам. И потоа со другарите на клупа почнавме гитара да свириме и непосредно на 12-13 години почнав да свирам на свадби, кафани и такви работи. Билат најголемото искуство за еден музичар? Па, можам да кажам дека многу научив во тој период и за животот и за музиката, бидејќи кога се свири во кафана или на свадба, значи нема договарање претходно од овој тоналитет ќе почнеме вака, онака ќе свириме. Она што на факултет го учевме прима виста. Веднаш читате, значи, веднаш слушате. Не само прима виста, дури имам свирено песни што не ги знам од прва. Нели по некои шаблони и онда мора да се снајдеш, така да тоа е. Инаку гостите знаат да бидат и агресивни и таму да, немате место за грешка. Сум имал секакви ситуации и убави и неубави, така да сум знал да се воздржам и оној момент кога решив дека веќе нема потреба да се воздржам, прекинав. Така да имаше еден таков момент. Да, татко ми одигра клучна улога во моето домашно воспитување, секако и мајка ми. И татко ми е тој кој што га ме зема за уши од Асуц, школата каде што отидов да учам со другари ми црни,
од Топанско. Која беше идејата? Зошто јас сакав бевте да учам, влезени во музиката? Сакав да учам за доктор, сакав да бидам хирург. И не ме примија во медицинско школо, а бев првенесна генерација и многу се разочарав. Се изнервирав, ептен и така. Во знак на револт? Во знак на револт отидов во Асус да учам. И таму учев една година и практично се збори на татко, дека директорот го викнал и му рекол, као земи го дете, од гревот да гние. И така татко ми посочи дека е најпаметно да си продолжам во музичко, бидејќи претпоставам дека видел кај мене одредени квалитети. И таму бевте еден од најдобрите? Си го поминавте училиштето? Да, убаво ми беше во школа, да. Убаво ми беше брзо, бидејќи не знаев ноти, брзо ги совладав и да, убаво ми беше школувањето и имав одлични професори, професорот мој по хорна Левче Трајковски. Од каде хорна? Зошто? И тоа беше многу исто така смешен момент како одлучив да свирам хорна. Ја свирав на пијано на приемен испитен стандард, джез стандард, кој што го имав научено по слух и баш на зезанција ме праша што сакаш да свириш, викам тоа што е најтешко. И он вика стварно, викам па ај да. И вика хорна ќе свириш. И викам супер, што е тоа? Не знаев. И првиот допир со хорната ми беше одма, мислам, љубов на прв поглед. И така и беше, да. До пред некој време многу убав живот имам поминато со хорната. Значи уште тогаш се тие афинитети кон джезот, јас мислев дека доаѓаат малку подоцна. Значи првиот контакт беше народната музика, хармониката, потоа класичната музика, Па да, прво нели нормално бидејќи татко ми се занимава со народна музика, ама и не само народна, он во неговото рано детство исто така се занимавал многу со јужноамериканска музика, мексиканска, парагвајска, уругвајска музика. Тогаш било во мода. И многу шпанска и многу фламенко, така да и како дете имам многу слушано таква музика. А кај еден друг другар, кој што имаше дома завидна колекција на плочи од татко му, уште како деца на, не знам, 11 години слушавме Kraftwerk, Pink Floyd, Led Zeppelin. Сето тоа денес ви доаѓа во мозаикот добре дојдено. Кога ќе размислам, се што имате вклучено во вашата авторска музика се должи на тие рани сензации. Предпоставувам дека нормално мозокот на секое дете е нели отворено и тие информации се врежани некаде во главата и ако тоа ми помага, драго ми е дека ми помага, пошто мислам сигурно има огромен удел во начинот на кој растам музички и начинот на кој ги перцепирам работите и ден денес. Главната професионална определба ви беше класиката, но ниту во еден момент не ги оставивте другите жарови. Иако, барем во времето кога бевме во средното училиште, факултетот се уште имаше една фама околу тоа дали класичниот музичар треба да се занимава со другите жарови, дури постоje и забрани. Имавте вие таков проблем во даден момент или имавте поддршка? Немав проблем таков конкретен да ми кажат немој ова да го правиш или не може ова да правиш, бидејќи тоа го правевме секогаш вон школските активности. Јас во истиот период свирев и народна музика, по веселби. Зборам во периодот од 16 до 18 години, до 19 години, а во истиот период и почнавме да свириме по рок-н-рол бендови, а во меѓувреме исто се развиваше афинитетот кон джез музика која што нели бара малку поголема и техничка и естетска и мислам малку искуствена знаење, мислам бара повеќе аспекти за да може човек малку да навлезе во тоа за посериозно да се занимава. Така да некако паралелно се развиваа сите тие жанрови, да ги кажам, значи не дека има посебен афинитет кон едно или кон друго, него едноставно се е тоа музика. Така да има прекрасна народна музика, која што и ден денес ми е убава и да ја слушам и да ја свирам. Исто така има многу безврска джез музика. Исто така има и класична музика и покрај тоа што е нели оценета како сериозна музика и е призната од повеќе нели мислам и критичари. Има и досадни работи, има и глупости кажано, мислам вака. Јас размислувајќи за овој разговор во што се се пробале, со кои луѓе сте музицирале, на која и групација, формација да помислам во земјава, джез рок, некоја друга, вашето име е константа.
Значи ли тоа дека вие и приватно сте таков човек да ги привлекувате луѓето, бидејќи сте окосница за сите иницијативи, се формираше нов оркестар, она што недостасува во македонската телевизија, ревискиот, сите Прожект Жлуст, Ѓорги Шаревски, Тони Китановски. Значи, не можам да се сетам. Дури во бендот на Тоше имавме прилика да снимаме, дури во телевизијата каде што работев, бевте член на бендот на Blue Funky. Има ли некоја формација во земјава која што е успешна, која што е етаблирана, да не сте таму? И на што се должи тоа? На вашата дивергентност се сноѓате во сите жарови или сепак на личноста која што знае да обединува, знае сите работи да ги спои? Не знам како да кажам. Мислам за себе, тешко да зборувам каква личност сум јас. Меѓутоа знам дека секогаш ми било ептен драго и се уште ми е драго кога ќе бидам поканет од некој да бидам дел од некаков музички проект. И се уште не одбивам никој кој ќе ми се јави да правиме било каков тип на музика, проект, што и да е. Така да многу ми е драго што во сите овие изминати години имав прилика да свирам со многу музичари од Македонија и надвор од Македонија. И реално, значи, од секој човек има што да се научи. И јас сум човек што сакам да си правам муабет, сакам да се дружам, а најдобра дружба е за мене преку музиката, така да тука сите оние јазични бариери се рушат, значи не е кој повеќе книги има прочитано, кој помалку, кој подобро знае да се изрази, него едноставно низ музика душата и срцето на човекот вака излегуваат на тацна и комуникацијата се сведува на енергетско ниво. Така да можеби тоа можеби, не знам, можеби луѓето го гледаат тоа кај мене дека јас немам никакви предрасуди ни музички, ниту човечки, не, значи едноставно сакам да се дружам и сакам да свирам музика, сакам да правам музика, сакам да уживам. Друго е кога нешто ќе имате напишано однапред испланирано, но вам ви успева да ги соберете музичарите и да речете, еве сега сме во процес, да видиме што ќе излезе, обично излегуваат убави работи, ја имате храброста да влезете во некои проекти кои што исходот не им се знае, тие да имаат полна доверба во вас, дали е заради искуството претходно што работеле со вас или просто им делувате авторитетно и знаат дека ако ги следат вашите идеи мора да излезе добро парче музика? Да, не знам да кажам, не би можел да кажам како другите луѓе ме прецепираат во овој контекст, значи дали им представам авторитет, дали ми веруваат во тоа што го работам и дали се убедени и уверени дека што и да направам дека ќе биде добро. Не е тоа, мислам, се што работам не е врвно направено секако. Практично, мислам, процесот на правење музика никогаш не замира и од кога ќе се заврши одреден проект, да земам па да го работам истиот проект, сигурно ќе треба да го работам уште толку за да се смени одреден аспект и така до крај на животот, нели? Тоа што имавте успешен период, се извинувам, со оркестарот Феймс, кој што работи филмска музика, таму и бевте диригент, имавте меѓународни успеси, иако мислам дека првите меѓународни пробиви ви беа со Skopje Connection, со джез формацијата. Потоа следува филмските проекти, а после нив дури огнометот во Дубај, огромниот Ваша беше оркестрацијата на композиторот египетски, ако добро паметам. Композиторот е Том Феди, тој е англиски композитор кој што живее и работи во Дубај последниве 10-12 години. Можам да кажам дека имав среќа и прилика да можам да бидам дел од оркестарот Феймс, од проектот Феймс, да бидам дел од огромни проекти и да работам со сериозни композиторски имиња од светот на филмската музика. Се снимија музики за видеоигри познати, за оскаровски филмови. Да, имав прилика да работам со Рахман, Ејар Рахман, кој што има добиен Оскар за музика и со уште многу други композитори кои што имаат Греми награди за музика и да работам на одредени видеоигри кои што имаат мислам милиарди тираж и заработка
во милиарди им се бројат заработките, така да мислам ептен сум среќен што имав прилика да бидам дел од тие работи. Зашто знам дека да сум бил на друго место, можеби тоа немало да се случи, така да ептен ја ценам оваа позиција која што ја имав и оваа прилика. Ептен ми е драго. После сите успеси, посебно ќе се осврнеме на ова што последниве години го правите и што одлично поминува во светот, комбинацијата диџеј со симфониска музика. Што ви од каде ја почувствувавте потребата дека треба да продолжите со музичкото образование? Вие практично сте пред дипломирање оркестарско диригирање. Да. А веќе го имавте успехот, веќе поминувате со оркестрите, немате никакви проблеми да ви бараат лиценца, дозвола да застанете пред големите. Да, тоа, значи имав еден момент кога ми се роди првото дете, Јан. Значи се случи една дупка од 2 месеци каде што немав секојдневно баш случување музичко и си викам што ќе правам се. И во изминатиот период и пред тоа, значи почувствував потреба дека треба одредено надградување. И некако бидејќи цел живот се занимавам со компонирање на музика, и некако ми се роди желба дека би било одлично да можам музиката што јас ја компонирам да можам да ја диригирам. Бидејќи размислував во тој правец дека можеби тоа ќе биде наједноставен начин како да ја пренесам музиката. Најдоброто читање е оној што најдобро познава, да? И така некако одлучив дека најпаметно да се запишам пак на факултет. И се запишав и стигнав. Имам уште 2 испити што треба да ги завршам. Се надевам во наредниот период ќе најдам време и тоа да го завршам за да добијам. Да ставите печат на маестро. Да. Именџија. Да, биде со законски решен. Што од ова со Дерик Меј знаеме што направи проектот, не само во земјава, туку тоа брзо стигна и надвор, имавте можност со светски оркестри да работите. Кажете ни нешто, дали е тоа во кое што вие се најдовте или го погодивте моментот кога на светскиот пазар е тоа најинтересното нешто, односно фузија која што ги задоволува апетитите и на професионалните музичари, и на аматерите, и на оние кои што ја сваќаат музиката само за забава. Да, проектот со Дерик мислам дека се појави ептен на време. Иницијативата беше на мојот пријател Огнен Узуновски Оги, кој што веќе неколку години пред тоа Тој е познат промотор. Да, познат промотор на електронска нашата музика. сцена, И веќе тоа го прави повеќе од 15-16 години или мора 18 години веќе. И тој знаеше дека тоа треба да се направи, дека ќе биде супер хит. Ја немав такви согледувања во тој момент. Само му реков дека може да направиме таков проект и најдовме начин технички, логистички како да го изведеме и како да го направиме проектот и Ни помалку ни повеќе, туку човек од познатата детроитска сцена, кој што немаше против. Они Дерик и Оги се другари долги години и на почетокот, како што сега ми кажува Дерик, дека бил многу резервиран за целата работа, за целиот проект, но кога дојде во Скопје на првата средба и кога му ги пуштив демо матриците што ги работев, беше многу пријатно изненаден и беше пресреќен практично што ќе биде дел од еден ваков проект. И после премиерата во Охрид, ние добивме покани да настапиме низ цел свет. Со сериозни Бевте во оркестри. Франција, Бевме во Франција, во Австралија, во Америка, во И тоа не е завршен процес. Не Предпоставам е дека се завршен, уште има имавме интерес. концерт сега баш минатиот месец во Мец, во Франција, на фестивал за електронска музика. И има сериозни најави за наредната година, за Луцерн, Финска, Скандинавија. И веќе сме во преговор со една сериозна светска агенција да го води проектот Херисон Перот, мислам да го земе проектот под своја капа да го промовира во светски рамки. Вие сте зад овие концерти Open Air на отворено со Македонската филхармонија години наназад. Тука оркестриравте музика на многу познати луѓе од мејнстримот, од рок-н-ролот. Таму колку се вложувате и колку Македонската филхармонија доби посебна една димензија или колку се отвори кон народот и дали е тоа вистинскиот начин дури и класичната музика да допре до пошироките маси? Во овој контекст е добра паралелата на
првиот проект што го изработив со Дерик Меј, бидејќи тоа ми беше прв концерт и што го диригирав. Тоа ви беше оркестарското деби? Тоа ми беше оркестарско деби, да. На тој концерт имаше публика која што прв пат гледа симфониски оркестар во живо, а исто така имаше и публика која што прв пат слуша електронска музика. Така да претпоставувам по таа аналогија дека и во парк овие концерти што ги правиме, значи на под отворено небо, нели, на open air, изминатиот циклус види како беше, музиката. види музика, слушни книга. Не, читай. слушни книга. Да, добро, окей. И мислам дека е многу добар проект, тоа бидејќи навистина може да допре до обичниот граѓанин кој што најчесто има одредени предрасуди, дали се од економска причина, дали се од социолошка причина, значи не доаѓаат на концерти на сериозна музика во филхармонија. Бидејќи ние и предходните години пред да правиме проекти за трибют на Дейвид Бови, трибют на Pink Floyd, пред тоа имаше многу интересни проекти кои што правевме, диско, најт, рок, најт, потоа имавме тематски, джез, тематски, па имавме и музика филмска и класични програми. Така да мислам дека тие концерти многу допринесуваат за филхармонијата да се доближи до обичниот граѓанин и некако да се популаризира. Изминативе години имавме сериозна причина да направиме трибют на Дейвид Бови, бидејќи баш таа година и почина пустиот. Се плашам дека таа декада 80-тите изроди многу бендови, многу музичари, дека се повеќе ќе има такви поводи, бидејќи тоа е таа генерација што го стави печатот. Добро, животот не може да мислам да сопре, нели, тоа има почеток, има и крај за сите. И мене ми е драго што ја имав често и приликата да можам да ги работам тие два проекти и за Pink Floyd и за Дейвид Бови. Драго ми е и за оваа година тоа што ќе го работиме проект со Феми Кути и Positive Force, кој што доаѓа во Скопје со цел бенд од Нигерија. И мислам дека ова ќе биде некако врвот за окружување на она што сите овие години го правите. Па да, би рекол практично за мене лично ќе биде можеби најдобро нешто што имам работено во животов. Или барем се стремам така да биде, бидејќи е практично оригинален проект, значи не е трибют, не е копија на одредена музика, не е само интерпретација на одредена музика, него имаме директна соработка заедно со Феми Кути кој што доаѓа во Скопје. Помислам со што се сте правеле, вие имате искуство и како продуцент, заедно со Гоце Стевковски, толку бендови снимени, не знам дали нема некој, дали останал некој што не поминал ни студиото Мечкаров, но сега имате многу по-одговорна работа, концертите на Македонската филхармонија, се грижите за аудио делот. Колку кај нас се водело сметка за тој момент, знаеме дека многу работи, многу процеси се сопрени порано. Главен двигател била Македонската радио телевизија, но еден одреден период многу ми направеа се зашто им беше се дозволено, зашто секој мислеше се дека може да работи. Кажете ми тука какви ви се амбициите? Знаеме во светот на симфониските оркестри до кое ниво се тие стигнати? Да. Мене ми е, пак ќе кажам, драго што добивме прекрасен нов дом во државава, една сериозна зграда би ја рекол, значи со сериозни технички достигнувања, каде што покрај самата сала, значи имаме и сериозна опрема за снимање на концертите. И драго ми е што сум јас во тој дел каде што можам да влијам на квалитетот, на начинот на самата изработка и на практично на добивање на целосниот музички аудио производ од самите концерти. Затоа како било порано, знаеме и самите, би рекол и самите услови, значи тие концерти кои се правеле во Дом на армија, самата сала допринесувала за звукот да биде таков како што бил. И самата неможност да се постават одредени микрофони како што имаме сега ние во филхармонија, поставивме DK3, тоа е еден познат систем за кој што мислам во цел свет така се снимаат концертите. Македонска телевизија немала услови едноставно тоа да го направи во Дом на армија. И баш во неколку разговори со одредени продуценти од Македонската филхармонија, секогаш сега ми кажува дека и они се жалеле бидејќи немале услови да го направат звукот како што сакале. Баш ми е драго што сега од оваа точка можеме навистина да се мрднеме
напред и некако да се доближиме до оние светски продукции кои што ги слушаме на интернет, на YouTube, па и на телевизија. И мислам дека сме навистина на добар пат. Не можам да кажам дека сме на исто ниво, ама Но ги имате условите, да целите високо сега. Можам да кажам и веќе од оние снимки што ги направивме во изминатава година, дека продуцентскиот занает и искуството што го имам јас и Јален Хаджи Стефанов, веќе сме, мислам, правиме споредба со некои снимки, со некои сериозни куќи, така да не сме воопшто далеку со оно што може да го понудиме. Имаме многу теми за разговор, но го споменавме оној дел за вашето растење и домашното обкружување, но сега имате друго домашно обкружување. Татко сте на 2 деца, сопруга музичар. Колку е тоа важно за да може некој да си дозволи волку успеси, волку реализации, волку проекти? Ја би рекол дека тоа е најголемиот успех што направив во животот, да имам семејство. Бидејќи се она што сум работел во изминатите години некако доби смисол. Знам зошто сум го работел. Супер ми беше и пред да имам семејство, меѓутоа се судови некако нели свој смисол. И ми е ептен драго што тоа се случи и сега секако дека времето, факторот време станува, мислам, малце е на вага стајано секогаш. Колку време треба да одвем за да си играм со децата и колку време со семејството треба да се дружам, за да имам време за да можам се да работам, пошто ме тера и другава страна, мислам, не можам едноставно да престанам, зашто тоа е Животно да, пределба. дека тоа ми е, мислам, точно. потреба ми е, не е само начин на кој што можам да заработам пари за живот, туку веќе ми е и потреба која што мислам морам да ја исполнам. Имате наследници? Препознавате во своите деца? И Јан и Лина се многу музикални. Дали ќе ме наследат, не знам, и мислам не ни ги терам да свират, да пеат. Меѓутоа дома растат со музика, уште од најмали нозе и мислам темпераментот го имаат. Имаат и желба и мислам дека сигурно ќе се занимаваат со музика. Дали професионално или од хоби? Како хоби сум убеден дека ќе се занимаваат со музика, а дали професионално, тоа ќе каже животот понатаму. Да ве прашам уште, бидејќи никој не може да поверува дека човек што е толку успешен, што има одлична комуникација со луѓе, сум била дел од разговори каде што се гледа дека и во светски рамки со светски уметници комуникацијата ви е на високо ниво, дека се разбирате, не е можно дека целото знаење доаѓа само од музиката. Бидејќи зборуваме во еден ваков инспиративен амбиент, да ве прашам дали имате време за читање, за гледање филмови, што ви се другите, освен што можеби ќе правевте кастом коли, ако останевте во таа професија, дали имате други преокупации? Да, во изминатиот период, за жал, помалку време имам за читање, порано повеќе имам време, меѓутоа наоѓам време за филмови, и тоа исто не толку многу, сам си правам филмови во главата. Да, помалку време и за тоа, меѓутоа со децава и некако многу ми е драго што има една огромен серијал на цртани филмови, кои што не сум ги изгледал како мал. Така да во изминатиот период имаме поминато ептен обимен материјал, така да би било ептен добро и мислам дека сакам во наредниот период да работам и нешто такво, баш музика за деца. Може и музика за филм за деца. Така да. Сега ќе ве прашував што ви се идните планови, тогаш ќе ве прашам за крај што од ова што набројавме и не набројавме, бидејќи не се стигнува што во животот се имате направено, вие го сметате за досегашен најголем врв, постигнување, што ви е најдраго? Да го тргнеме семејството на страна, бидејќи се изјаснивте дека тоа ви е. Па секако најдраги ми се проектите што ги работам јас. Мислам со моја музика, авторските концерти, бидејќи тоа сум јас практично, тоа јас каков сум, тоа е таква и музиката. А и драги ми се и другиве проекти, кај што сум дел и како музичар, како и изведувач, или пак и овие проективе кај што се јавувам само како аранжер, или пак, па и огромен дел од проектите кај што се јавувам само како оркестратор, имам слобода и прилика да можам Тоа е дел од авторството, да вметнам дел од моите размислувања за да можам да створам одредена звучна слика и веќе можам и јас да си ги препознам кога ќе ги слушнам
си ги препознавам. Не можам да одвојам дека нешто ми е подраго, нешто ми е по недраго. Можам да кажам дека тоа што приметувам дека како се развива целиот мој музички тек, некако проектите што ги работам, моите лични проекти се некако најтешки. Најтешки ми се и мене да ги изработам, значи да одлучам што треба, како треба да направам, и мислам дека најтешко и енергијата се префрла кон музичарите, за да можат и они да разберат како што треба да направат, како да изреагираат и Не одвоива субјективното и објективното, тешко е човек од своја кожа да излезе за да види од страна како тоа изгледа. Секако да, и некако тие ми се, можам да кажам, најдраги, но и друго што го работам. Драго ми е што мислам се занимавам со музика, тоа е, јас сум не само некаков си медиум, предпоставувам, кој што некоја енергија која што излегува и поминува низ мене за да може да се пренесе кон другите, се надевам позитивно. И јас ви посакувам да ве држи таа енергија и да, бидејќи ќе уживаме ние во проектите што излегуваат од вас или во соработка со некои други музичари, ви благодарам за ова гостување и верувам дека ќе зборуваме после неколку години кај што кој знае каде ќе не однесе Во овој музиката. контекст сакам да цитирам имаше еден филм, не ми текнува наслова, значи случајно го фатив на телевизија. И главниот протагонист на филмот беше писател и го прашува баш во едно интервју на една локална телевизија, демек зошто сте вие уметник? И човекот одговара дека уствари, нели, демек ние уметниците се трудиме да го направиме светот подобро место за живење, нели, она клише, и се смее. И вика, ја однапред знам дека таа битка е изгубена, ама ништо нема да ме спречи да го правам ова што го правам до крај на животот. Така да некако многу ми се допадна Се препознавте? Да, па тоа е тоа уствари. Инаку нема вистинска причина зошто човек реално треба да се занимава со што го правам ја, мислам, или Многу секоја повеќе ваква- труд од возвратни ефекти, ама не, Да, задоволството е големо. Очекувањата, мислам, секако имаме очекувања. Најбитно е тоа што енергијата излегува и многу ми е драго на улица кога ќе ме сретнат луѓе кои ми кажат бев на твојот концерт, птен ми беше убаво, си помнам, фала ти многу. Тоа ми е некако најдраго и тоа е тоа што ме храни и ми дава сила да можам да продолжам понатаму. Велат, тоа се брои. Така е. Благодарам. Благодарам ви многу. Thank you.